Председателот на СДСМ Бранко Црвенковски пред неколку дена предложи правно издржан и многу логичен уставен амандман. Со овој амандман треба да се надополни членот 52 од Уставот на Република Македонија со уште еден став, со кој ќе се оневозможи застарување на кривичната одговорност за приватизацијата на фирмите со државен и општествен капитал. Овој предлог апсолутно не предвидува изменување на опис или воведување на нови кривични дела, ниту пак изменување на висината на казните. Дополнително, ваков уставен амандман е предложен во Република Хрватска, прифатен е од нивната влада и е во процес на усвојување. Од тука, очекувавме дека за премиерот Груевски ваквиот амандман е неспорен и дека ќе го прифати веднаш. Но што се случи? Премиерот Груевски, кој 4 години заедно со своите пајташи ја труе јавноста со пресконференции, изјави и ТВ кампањи за како што тој постојано вели криминалната приватизација, се повлече. Според него, ова било блеф. Зошто токму Груевски блефира кога вели дека ваквиот уставен амандман е неприменлив? Од што се плаши? Не е точно дека Груевски и фамилијата се плашат само заради приватизациите на ОКТА, Националната платежна картичка, Телекомот и аферата со партиската фирма Аналитико. Господине Груевски, освен овие гревови, на душа носите и плюс 30 затворени фирми и други 35.000 работници кои благодарение на вас останаа на улица. Само со Фесал 2 аранжманот и со вашиот подпис на 15 декември 2000 година, како министер за финансии, во период од 15 месеци беше отворен стечај или беа ликвидирани овие фирми. Кога ставивте подписот, директори на најголем дел од овие фирми беа истакнати членови на ВМРО ДПМН. Вие лично сте директно одговорен за пропаѓањето на тие фирми, раскрчмувањето на нивниот имот и создавање на армија невработени луѓе и стечајци. Затоа бегате од ТВ соочување, блефирате и се плашите од овој уставен амандман. Уште еднаш ве повикуваме, конечно соберете храброст, прифатете го амандманот и дозволете да се расчистат сите обвинувања за приватизацијата и транзицијата. Благодарам. Повелете прашања? Апсолутно со оваков уставен амандман се оневозможува застарувањето на кривични дела. Ист ваков амандман, ќе повторам, во Република Хрватска е веќе во фаза на усвојување. Таму е консултиран Европскиот суд за човекови права и тој дал позитивно мислење за истиот ваков амандман. Значи, говориме за амандман кој што е апсолутно прифатлив и применлив во пракса.